Сум лекар, 35 години интернист и 30 години невролог. Ги имам тие двете специализации. Денеска сум директор на еден голем медицински центар во близина на Варшава. Лекуваме над 60.000 пациенти. Имаме на 30 специалистички ординации. Меѓу друго и ординација за зависници, за психички болни пациенти. Моето искуство за да се заинтересирам за лекување со медицинска марихуана започна пред неколку години, кога еден од пратеници, кај него се диагнозираше тумор на мозок. Он даде предлог на полска влада да дозволат да се спасуват луѓе, знаејќи ги какви својства и дејства има медицинска марихуана. Он не успе во таа борба, почина, али денеска медицинска марихуана е дозволена за лекување во Полска. Вие во вашите материјали што ги добивте, немате до крај една реченица уште допишана дека од 1 декември 2018 година медицинска марихуана е дозволена за лекување во сите кабинети во Полска. Значи, полска влада дозволи сите доктори, освен ветеринари, на рецептот да препишуват медицинска марихуана. Така се случи. Денеска имаме само еден проблем, што само единствена фирма од Канада регистрираше продавање на медицинска марихуана и пред месец дена стигна во полски аптеки само 8 кила. Зато јас пред месец дена дојдов со еден пратеник, бевме овде во парламентот, разговаравме, на Полска и треба 1 тона херба месечно. 1 милион пациенти од 43 милионска држава чекат на лекување кое владата на Полска ја дозволи. Затоа мислам, тоа е еден предизвик на Македонија, која е многу мала. Македонија е толкова, мислам, има толку становници што една Варшава. Варшава има 2,5 милиона. Од, да кажам, несигурни извори, можам да кажам дека дневно или една сабота во Варшава се троши нелегално 2,5 тони марихуана. Значи, колку губи полска влада? Дека не е скроз легализирана. Ние дека од доктори денеска може да ја препишуваме, точно за сите болести кои доктор ќе смета дека може да му помогне на пациентот. Тие 7 кила или 8 кила кои стигна преку канадска фирма во Полска се потрошени во рок од една недела. Значи, каква е потреба, нема потреба да ви кажувам. Моето заинтересирање со канабис неколку години пред тоа, се извинам, многу сум возбудена. Почна кога една мајка почна да се бори за своето дете. Тоа беше господја Дорота, нема да ја кажувам нејзиното презиме, мајка која и се роди пред 10 години дете со синдромот на Даун. После 7 месеци, не знам за среќа или несреќа, после вакцинирање, кое денеска исто така се водат полемики и дискусии, почна да добива напади. Толку чести напади доби да дете се најде во болница. Мајка се бореше за животот на тоа дете, на дете не делува никакви лекарства кои невролози ги препишува. Значи, имаше толку напади да дете го внеса во фармаколошка кома и та мајка, мислам, на мајката и беше кажано, како лекарите и кажа дека нема спас, дека треба да чека дека најлошото ќе се случи со нејзиното дете. Ко секоја мајка реши да се бори со систем, со доктори. Некој прочитала некаде дека во Америка некој го спасил своето дете со внесување на медицинска марихуана. И тоа го направи. Се обрати до Министерство на здравје, кој дозволи на рецепт да си ја купи та марихуана во Холандија. Али марихуана требаше да стигне во полски аптеки. Траеше време, мислам, тоа требаше 2-3 месеци да се поминат сите тие процедури. И она влезе во конфликт со право, бидејќи решила таа марихуана да си ја донесе сама од Холандија.
ja donese, ja vnese nelegalno vo klinika, keď što ležeše neizino to dete, i počne da go dava preku kapki. Koga dete se razbudi posle nekoliko dana, majka rešila da nema da se bori nelegalno da ja vnesuva marihuana koja vo toja vreme može da dovede, da ja dovede do zatvor, i počna se koji den da doagja gospodin pratenici vo parlamentu od Polske. Žena so grupa na Lugi koji se bora za svojte deca. Ta borba traješe od 2009. godina do 2017. godina i uspeja. Ta žena zajedno su pratenik Lirov uspeja da dovedat vo Polska da se izglasi zakon za legalizacija na upotreba na medicinska marihuana vo zdravstvo. Ja dnes kao to mesto isto taka sam mnogo srekna, zašto možem na mojite pacijenti da gi lekuvam so medicinska marihuana, iako ja nemam v apteki. Ali Poljaci stalno ba taka, da kažeme, pametni, da kažeme, u jedan smislu. I pred nekoliko godini vo Polska beše dozvolena uprava na industrijski konop. Nad 5000 hektari zemljište posadeno so industrijski konop. Dvajca prijatelji koji osnova firma počna od zemljodelci da, prvo potpiša dogovori sa zemljodelci. Sekade vo Polska koju imaše zemljište so loš kvalitet, može da si posadi industrijski konop. Tija mladi u Luge stvorija ekstraktor so nadkritično CO2 i od ogromni površini sadeni vo Polska go odkupuva od zemljodelci industrijski konop. Od toj konop počna da proizvedovat ulje CBD. To ulje CBD već je 3 godine dostupno vo sveko apteka vo Polska. Ne je kao lek, kako samo je proglasen za suplementna dijeta. Imamo denska CBD so 5%, 10%, 15%, 30%. 5% naši doktori go upotrebat za prevencija, za bolka. 10% go upotrebat za hronični bolesti. Ja sam primer, žena ne zborova za godine, ali već sam u penzija, iako rabotam. Ja već 3 godine upotrebavam CBD kapki 5% za šekerna bolest. Otvorili već 2 leka, dobro se osjećam. Moram da kažem na ženi da kad CBD ima takvo svojstvo da podmladuva. Ja ne upotrebujem kremovi, ne upotrebujem nikakvi skalpari. Dobro se osjećam, rabotam mnogo. Među drugo to... I već imam jedno svoje iskustvo v upotreba na CBD kapki. Vidite, primam mesečno nad 600 pacijenti nevrološki. Mojte pacijenti koji se lekuvani od Parkinsonova bolest, od Alzheimerova bolest, od autizam, posle insulti. Moram da vi kažem, posle tija 2 godine, moje lično iskustvo, i ja sam zadovoljna i pacijenti. Može da ni se ljutat samo farmakološki kuki, deka ne im se prodavat mnogo lekovi. Tija pacijenti koji zema golemi količini na lekovi protiv epilepsija. Vidite, ja sam nevrolog. Počnofme da prvo da pravime EEG, ispituvanje, ko ni kažuva za rabota na mozog vo kakva je sostojba. Započnuvame so mali dozi, na početok so 2 pati dnevno po 4 kapki na CBD5, posle mesec dana pominuvame na 10%, a treba da vi kažem da kad od CBD kapki ima samo 0,2 THC. Znači, pri golem broj na bolesti THC uopšte ne je potrebno. THC se upotreba samo za bolka, za karcinomi i dobro za rekreativni celi, za da se smiri pacijent. Ali idnina medicinska marihuana je proizvodstvo na CBD. Dneska slušam vo Makedonija deka vi imate lekovi, imate suplementna dijeta so CBD kapki i poveke to što slušam kažuvat, pa znate tije kapki ne se toliko dobri kao to što go proizvedvat nekada privatno, nelegalno, tija što im treba. Ja završam ili možemo što da kažem? I ja dođem do drugog zaključak, da to što se kupova na neki način
направено некаде кришум, прво не е испитано. Никој од тие што тајно си произведува марихуана не однесе таков производ да му се испита. Дали им нема тешки метали, дали нема пестициди, дали не е загадено со Шерихија коли, салмонела. И некојаш во добра намера, тие пациенти уствари можат да умрат и од нус појави на употреба на ТХЦ. Бидејќи ако таа е поголема доза од 25% ТХЦ, доаѓа до тахикардија. Таков пациент има над 200 брзина на мислам дека се вика пулс, на пулсот. И некојаш пациентот умира од нус појава на ТХЦ, земена во домашни услови, али бидејќи така боледува од карцином, никој тоа не го испитува дали он умрел од карцином или дали умрел од лошото дејство на ТХЦ. И затоа од ово место сакам да ви кажам на доктори, мислам дека неколку ги има на села, да го предлагат на своите пациенти CBD како лек. Он смирува болка. Моите пациенти кои доаѓа кај мене со карцином, не викам дека сите ќе ги излечиме, али болка која може да се смири со CBD капки, мислам нема за тоа зборови. Тој пациент претежно употреба многу лекови, опиуми, морфини, кои се многу потоксични од CBD. Се смета дека марихуана не е токсична, она нема никакви нуспојави. Пациентот е смирен, расположен. Ја имам многу пациентки кои мислам беа и со метастази, кои им предлагав да земат CBD, барем умира во еден мир и без болка. Што сакам да ви кажам уште, јас сум една од првите бизнесмени, како ме нарече денеска господин Јанаки, кој доби дозвола за медицинска марихуана. Јас ја посадив прошлата година и сватив дека направив многу грешки. Прво, ги знаев прописи, али прописот викаше, треба да имате соградена земјиште, треба да имате тунел или во затворен простор, треба да имате вентилација, али никој не кажа дека при производство на медицинска марихуана мора да ги имате стерилни услови. Стерилни. Значи, како што тоа се произведува во Германија, во Бодекон. Тој што произведува медицинска марихуана мора да ги запази сите услови како при фабрика за лекови. Зато ние денеска имаме многу производена марихуана во Македонија. Сите фирми успеале, али никој не продал. Значи, никој од нив не е вистина дека изнесе од Македонија 1 кило улје или сувата материја. Херба прво не е дозволена да се изнесе. Ако би можело да се изнесе, мора да ги има квалитет мислам, да се вика квалитет. Значи, мора да има да ги има процедури на GMP, добра практика на одгледување. Прво, во Македонија нема институција која ќе го направи тоа, дека вашиот продукт е безбеден и може да го продадете во Европа. Во Европа само Бедокар фирма и една холандска има GMP. Ни една фирма во Европа таков сертификат на јачина го нема, на квалитет. Затоа е многу тешко македонскиот продукт да биде произведен, мислам да биде продаден. Државата очекуваше големи милиони. А што ако денеска стојат по 100 кило, слушнав дека на југот на Македонија некој има 9 тони. Али кај ќе го... Терапија на клиника за детски болести и од пред 3 години некако се занимавам со оваа проблематика, со оглед на тоа дека доволно ви го кажува зборот што значи неонатална и педиатриска интензивна нега и терапија. Значи, децата каде умираат. Чи таму каде што животот и смртта е многу близок и таму каде што, впрочем, знаеме колку е тежината на некои работи што сега ќе ги изнесеме важна и клучна за едината на предсе на децата, а сега би сакала само на колешката од Полска да се надоврзам. Джин добри. Имаме и ние изостандарди и верувам дека оваа држава има моќ и снага да се справува и со можноста да произведе по изостандарди начини на кои медицинската марихуана, односно канабисот или екстрактите во медицинските цели ќе можат да бидат, да речам, конкурентни на пазарот, па и веќе во земјите на Европската Унија. Така да во тој дел сметам и знам дека вие спомнавте дека сте слушнале дека постојат такви организации кои доаѓаат и испитуваат дали се тие стандарди
бидат и задоволителни за европските стандарди. Со оглед на тоа дека имам доста одено и со колеги контактирано од другите држави и со оглед на тоа дека се занимавам со оваа патологија каде што рековме животот и смртта е блиска, особено со патологијата која и вие напоменате како невролог. Моја субспецијалност во интензивната е неврологија исто така. Че се занимавам со деца кои што имаат тумори во мозок, во своите end stage diseases и се занимавам исто така со перинатални асфиксии, односно деца кои се раѓаат со големи болки при раѓање и вие знаете дека за жал се уште во делот на смртноста стоиме доста високо на сцената, но и во тој дел можеме да го надминеме ако вака еве дебатираме и наоѓаме начини на кои ќе можеме да ги надминеме работите, а во делот тие начини е како да ја надминеме болката кога децата се наоѓаат во такви тешки состојби. Јас доаѓам во моментот од одделот каде што ставивме канабис на едно дете. Екстрактот канабис медицински го дозиравме на килограм телесна тежина, килограм телесна површина, значи overdose секогаш не е добро и тоа секогаш е она што предизвикува што ако, значи се размислува дека канабисот се асоцира со нешто што значи дрогирање и што значи ете така нешто што не асоцира во добри на добар начин, меѓутоа во суштина канабисот, односно овие екстракти или канабоидите или екстрактот на улјето во медицински цели во одредени количини може само да ги ефектуира двата рецептора во мозокот кои имаат многу беневолентно дејство. Многу ми е криво, јас имав една прекрасна презентација на Прези. Истата ми ја спреми мојата ќерка која живее во Лондон и која ве поздравува и кажува дека можеме да се носиме со Велика Британија, бидејќи таму исто така за во медицински цели кај децата се употребува и јас ја спремив, само ете сега ќе се потрудам вака да кажам, апропо на тоа дека доаѓам кај дете на кое што пред 2 дена со птичи грип заврши со епилепсија како бекграунд, значи во својата позадина има одредена болест и дадовме канабис, односно екстрактот на улјето го дозиравме можеби малку повеќе бидејќи беа рефрактерни тие напади, со ниедна антиепилептична терапија не се подобрија. Кост бенефит, што добивате? А што губите? Сигурно дека давањето на овој, да речам, веќе јас го кажувам, сепак медицински лек доведе до постепено смирување на тие напади. Што добивте при тоа? Добивте едно смирување при кое ние можеме терапијата која даваме за птичиот грипа која може да однесе уште еден живот и знаете дека се соочуваме сега со епидемија на одредени работи, че ќе го смири детето, ќе можеме соодветната терапија која треба да ја прими, односно антиепилептичната да ја прими, истата да има ефект. Зашто во суштина знаеме дека овие екстракти имаат на некој начин и одредено седативно дејство и тука ќе ги нагласам за оние кои што не се медицинари да знаат дека не е она кој што велиме ние прави зависност, прави ова, прави она. Овој екстракт кој што практично е содржан во медицинското улје, е екстракт кој ги афектуира двата типа на рецептори во централниот нервен систем, односно во мозокот, кои имаат токму селективно дејство. Тоа селективно дејство е значи смирувачко дејство кое е важно и кое особено при тумори, при одредени патолошки состојби, канцер. Знаете како изгледно дете со канцер? Јас се нема да зборувам за возрастни, сум ги доживеала и нив, но ќе зборувам за децата, пошто имаме и уште едно дете кое лежи до ова со птичиот грип и кое што има неуробластом. Неуробластом, тоа е тумор во мозок, 2 пати опериран, во Германија еднаш, сега доаѓа тука. Родителот знае дека и од таму му го препорачале, беше среќен што еве ќе можеме и тука да го дадеме на ова дете и болките кај ова дете се смирија. Сега ви ги пристапувам работите малку попластично за да можете да сватите, бидејќи многу е лесно кога зборувате вака, кога кажувате одредени работи, а друго кога ќе ги доживувате на сцена таму, кога ќе ви дојде тоа дете со таква патологија и со таква болест, која можеби некогаш не можете да му помогнете, а зад завесата ви седи целата фамилија која чека од вас да дадете одговор. И како изгледаше фамилијата на детето на една рефрактерна епилепсија, каде што не можевме да го смириме, со ниту една, ви реков, терапија, со давањето на екстрактот на канабисот, практично дојде до смирување и тие барем конечно можеа да ја бакнат раката на детето, која за цело време се тресеше. И знаете колку е исто така сега важен тој емотивен момент, кој е многу клучен во понатамошниот третман. Јас тука сум да ви благодарам и да ви кажам неколку работи. Значи, под број 1, дека има ефект од моето лично искуство има и од искуството на колегите кои се занимаваат на клиниката за детски болести, а тоа сме неколку. Ние што сме на оделот за интензивна и од неврологија професор Дума. Заедно со него имаме направено неколку селективни студии во кои укажуваме на фактот дека спектрот на аутизам
кој ако го отвориме, ако го дебатираме од каде доаѓа, зашто доаѓа, дека бројот на деца е 7 пати зголемен и секоја година се повеќе расте, исто така овој тип на третман со канабисот би можел навистина да доведе особено кај оние кои што имаат дополнително пореметување во развојот прателно со моторика, бидејќи селективноста на ова улје ги точно рецепторите за моторниот систем афектуира. Значи го смирува она моторно надразнување. Тоа не можете да го постигнете дури никогаш ни со ниеден лек. Иако лековите, пак ќе кажам, на некој начин доаѓаат од одредени билки, од одредени субстанции кои ако земете на крајот на денот се сведува на нешто од кое што и тој лек е направен. Тогаш кој бенефитот? Што е по токсично, ако зборуваме за дете или ако зборуваме за било кој? Лекот што се дава или ова нешто што исто така на свој начин предизвикува, односно представува лек, а прави одредено добро дејство на пациентот. Значи, нашите искуства кажуваат, сепак се мали, нема да зборувам оно што го кажува светот, а тоа што го кажува светот е сигурно дека за одредена категорија на пациенти кои ви ги набројате вие како интернист и невролог, еве јас како човек, како представник од универзитетската клиника и како човек кој се занимава со оваа проблематика, сум го видела пред очи како се смирува пациентот и како можеме понатаму да продолжиме да го третираме, особено како ги смируваме и родителите кои се наоѓаат во позиција да го гледаат своето дете кое пати. И тука апсолутна индикација ви се канцерите на независно дали се на централниот нервен систем или било кој друг канцер кај децата, независно дали исто имавме еден остеосарком кој го третиравме со канабис и верувајте ми дека се уште е живо тоа дете. 16 години има, 2 години наназад го прима и не гледам некаква зависност. Да не ги асоцираме секогаш овие работи со зависности и дека тоа ќе предизвика одредена зависност, затоа што сме гледале пациенти каде со добра психолошка подкрепа и олеснување на болката, сигурно добиваме многу поголем кост, односно бенефит кај тој пациент. Понатаму со третманот да доколку евентуално се плашиме од некаква зависност, постојат начини на кои можеме и тука да делуваме, а ако сме го успеале да го постигнеме ефектот кај тоа дете, да го излечиме од болеста и да му помогнеме, тогаш сигурно костот е многу поголем. Значи, сигурно дека медицинската индикација по мене и по она кое што јас од каде што доаѓам, топло ви ја препорачувам, бидејќи тоа не е само моја идеја, тоа е идеја на дел од колегите кои го работат. Тоа во секојдневието и до